Здраво и добродојдовте во уште една епизода од нашиот подкаст. Во оваа епизода ќе разговараме за улогата на адвокатурата, правната заштита и практичните искуства од адвокатската професија. Наша гостинка е адвокатката Мимоза Салтирова, со која ќе поразговараме за предизвиците во адвокатската работа, заштита на правата на странките и значењето на мирното решавање на спорови. Добродојдовте. Добро ве најдов, ви благодарам многу на поканата и особено задоволство ми е што ева на мојот правен факултет каде што секогаш се чувствувам како дома, го имаме овој разговор. Ви благодариме што прифативте, се надевам дека ќе имаме уште многу вакви гостувања. Дали може да почнеме? Можеме секако. За почеток, дали може накратко да ни се представите и да ни кажете нешто повеќе за вашиот професионален пат во адвокатурата? Може да кажам дека уште од најраните детски години адвокатурата беше една моја љубов, една моја замисла по која што се стремев и го достигнав тоа ниво, така што веќе 15 на години пловам сигурно во адвокатските води и таа љубов не ме напушти. Така што навистина адвокатурата е еден голем предизвик, секојдневен предизвик, кој што не ни остава простор да се предомислиме кога ќе го почнеме патот и барем сметам дека најголем број од колегите кои што одлучиле да се движат во оваа професионална насока е поради тоа што е тоа нивни личен избор, голема љубов и секојдневно вложување во професијата. Да, сметам дека чим сте навлегле во ова со љубов, дека никогаш нема да ме напушти таа љубов према професијата. Што ве мотивираше да изберете адвокатурата како професија? Што ме мотивираше? Ако се навратам еве уште детските денови како што започнав со одговор на првото прашање, уште од дете бев лојален другар многу. Значи другарките секогаш сакаа да споделат со мене некоја тајна, има безрезервна доверба, знаеа дека никогаш тоа нема да излезе од никаде и едноставно така некој тој епитет како адвокат, значи Мимоза ако се спомнеше како другар, некако ми се лепеше само по себе природно епитетот адвокат. Но и голема улога има мојот татко во, да кажам, формирање и креирање на мојата љубов за мојата професија. Тој беше исклучителен правник кој што целиот свој животен век го помина во Министерството за внатрешни работи и некако како татина ќерка се увалува во некои негови разговори кога ги имаше во поглед на работа, ќе влезеше во неговата работна соба. Мене многу ме интересираше да наслушнам што е тоа што е толку тајно специфично, кое што е всушност и одлика на адвокатската професија. Значи тајноста е една многу битна карактеристика за да може да го дефинираме тој вистински пат во одење на таа професија и во надградување. Дефинитивно, до сега мислам дека сите ќе би кажале порано многу се кара, знаеш, сите ми вика, ама ово баш прв пат го слушам со тајност и навистина така кога ќе размислиш, навистина треба да си човек кој што е многу лојален за оваа професија. Точно. И така сум останата до ден денес, што ми е особено драго, зашто карактерните особини велат дека нели со текот на животот се менуваат и сум убедена во тоа. Не мислам дека карактерна особина кај човек не може да се смени, може апсолутно доколку човек има волја, нели да промени нешто и постојано е тој еден животен циклус кај што ние треба да се подобруваме. Но ете таа лојалност како дете ми е останата до ден денес. Прекрасно. Со какви предмети најчесто се занимавате во вашата адвокатска пракса? Па да ви кажам искрено, работам поширока плејада од правото. Индустријска сопственост не работам од причина што некако не наоѓам креативноста. Во адвокатурата јас сушност и како личност сум креативен човек кој што сакам да истражувам подлабински и работам многу длабински искрено, значи не сакам површни работи или колку само да се сработи, навистина посветувам многу време. Мојата самостојна адвокатска кариера ја започнав
со навистина големи предизвикувачки предмети во смисла на кривичното право, организираниот криминал. Понатаму со текот на работните ангажмани се префрлував и на граѓанското право, управни спорови, работни исто доста работам, така што сакам да кажам дека како личност сум отворена за восприемање на нови знаења, за нови предизвици и сметам дека секој нов предмет е еден голем предизвик во кој што апсолутно максимално треба да се вложиме и не постои предмет кој што е сличен или ист на некој претходен. Секој предмет заслужува апсолутно посебна грижа, внимание и фокус. Се согласувам дефинитивно. Кои се најголемите предизвици со кои се соочуваат адвокатите во својата секојдневна работа? Леле, колку е интересно ова прашање и мислам дека ни е многу кратко времето, зашто има толку многу предизвици. Сигурно. Од ден за ден се зголемуваат. Значи, предизвици во поглед на работата, кога ќе кажеме, јас често кажувам и психолошки предизвици и работни предизвици. Нас знаете како, денот ни започнува со предизвик. Едно звонење на телефон, значи може да не представува предизвик голем. Понатаму примањето пошта е исто така едно мало срцебиење, такихардија, да видиме сега неизвестноста, пресудата, дали е во наша корист или ке треба жалба да пишуваме. Предизвици во поглед, ние, например, како адвокати, постојано сме присутни во сите институции. Нас денот, да речем, не започнува со контакт со институции. Се соочуваме со безброј предизвици. Дали во поглед на ненавременост на вршење на одредени работи, па мораме да се враќаме по 5 пати на истиот шалтер, па некој службеник отишол на годишен одмор, па за правосилност, ева да кажеме, тоа ни е навистина болна тема на сите адвокати за правосилност на пресуда. Ние треба да идеме 2 месеци, значи во континуитет, за да го следиме предметот, дали има услови за правосилност, дали другата страна примила, па дали е верификуван од страна на судијата, па дали е симнат во оделение, така што можеби, не знам, треба да се работи на, сега имаме голем избор на технологија која што сметам дека треба и во правосудството да внесеме нешто за да се олесниме работата, нели? Мислам, навистина дојде време каде што времето ни е бесценето. Ние секе направиме, ама времето го немаме, тоа ни е најкраткото нешто во овој брз динамичен живот и мислам дека треба да ни се олесни работата на нас адвокатите од тој аспект, поради тоа што ние, например, имаме и многу судења кои што се надвор од градот кај што живееме. Јас конкретно во Скопје живам, меѓутоа патувам низ цела Македонија. Значи, мене ми се случува од 5 дена во неделата, 4 дена да сум на пат. Тоа е буквално цел ден на пат, замор и психички и физички, не го мислиме, уште еден голем предизвик. После тоа доаѓам во канцеларија, зашто треба тековни работи да завршам и некогаш работниот ден ми завршува во 8 навечер и тоа се големо енергетско истоштување, кое што на крај на денот, како што го започнавме разговорот, е љубовта единствена, која што не води да го победиме тој замор и тие, можам да кажам така, некои негативни вибрации кои што се јавиле од преголем замор, не од несакање на професијата, но треба одмор секако. Да, таа енергија и тоа време кое што го користите за некои помали работи, може да ги алоцирате буквално на некои места каде што работата многу побрзо ќе се заврши, работата ќе биде многу поефикасна и слично. Точно. Мислам дека сигурно постојат некои други начини како може да ви се направи вашето секојдневие многу полесно, многу поедноставно, сигурно полно со предизвици, се уште дека нема бегање од предизвиците, но сепак сметам дека постои дефинитивно технологија денеска која што сум сигурна дека може да ви го олесни денот. Да, точно, многу убаво го лоциравте ова. Мислам, многу ми е драго млад правник како вас, кој што се надевам дека ќе имате и вие блескава кариера. Знаете како многу убаво дадовте еден акцент на предизвикот и почитувањето. Ќе се надоврзам тука. Ние работиме со странки, жива материја. Ако ние не се почитуваме со странката и странката не почитува нас, нашето време и нашите работни обврски, причина што ние
Еве за мене да кажам, можеби не знам како да звучи, но јас не јадам преку цел ден. Мене сигурно. првото јадење може да ми биде во 5-6 попладне. Тоа е од таа преголема внатрешна енергија која што адреналин кој што секојдневно е присутен, едноставно ние гледаме да ги завршиме работите. Сега, кога странката која што ја застапуваме ќе има разбирање за нас и за нашата професија, нема да звони на телефон непотребно, нема да не оптеретува со 5 пати исти работи кажани, и го задржиме нивото на една деловна комуникација. Доверба, апсолутно. Нивото на една деловна комуникација за сите страни ќе биде поефективно и поефикасно работењето. Можат сега тука еве вака да напоменам. Например, се концентрирам, пишувам нешто, за да се напише еден акт правен, без оглед дали е тужба, жалба, правно мислење, што и да. На тоа претходи анализа на предмет, претходи читање, претходи поврзување на одредби. Некогаш имаме комплицирани предмети кај што имаме ние судир на комплементарно надополнување на повеќе закони. И ни треба апсолутно висока концентрација за да може ефективно да го сработиме предметот. На што личи доколку адвокатот се прекинува постојано во работата со телефонски разговори, па сега заборавив тоа да кажам, па сега после 15 минути пак ќе се јавам да кажам. Значи треба од другата страна да има разбирање, меѓутоа и концептуалност. Постои деловна комуникација која се вика мејл. Ние денеска користиме сите можни мрежи за да информираме. Освен мејл, навистина. Значи, јас добивам документи на Viber, на WhatsApp, на Сигнала, морам да ги имам сите мрежи, пошто секој нешто различно користи, па сака да ме добие, не знам, у тајност нешто да разговара со мене. Макар што адвокатите се издемени од како да кажам, од таргетирање на прислушување, тоа е апсолутно таа една сигурност, дури претраз во адвокатска канцеларија не може да се прави сега од една тема на друга, но сакам да кажам и законот. Работи кои што сметам дека сите треба да ги знаат. Да, апсолутно корисно. Законот ни ја дава дури и таа дополнителна доверба. Замислете, значи единствено во адвокатска канцеларија не сме да се прави претрес на клиент доколку се затече во наша канцеларија, така што тоа е една голема тежина на адвокатурата и во смисла на морален аспект, но и во смисла на законски поставени правила и норми. Дефинитивно. И сметам дека треба да имаат многу повеќе доверба во вас од аспект што да се кажат во сигурни раце сум, нема да прашувам 15 прашања, сметам дека сте дефинитивно пообучени од мене, имате знаење, имате 10 години искуство со образовни институции, академии и слично, правосуден, и сметам дека треба да имаат онаа доверба да си кажат во добри раце сум, ќе оставам, нека биде по ваше, вие знаете најдобро. Исто како што пример, не знам, секојдневен пример ќе дадам, кога се оди на шминка, сметам дека треба они да ви кажат, ова најубаво ти стои на лицето. Така. Препуштете се во рацете. Точно, апсолутно како што кажавте, довербата е една многу тенка граница, нишка, но знаете како, адвокатурата е една многу специфична професија која што сите ја сметаат од една страна дека е сурова професија, но од друга страна е премногу со емотивност исполнета. Значи, адвокатот, верувајте, јас сум и мајка, и татко, и брат, и сестра, и се сум на моите странки. Значи, тие треба да ја чувствуваат таа слобода и таа доверба дека нели се што разговараме останува тука меѓу нас и заеднички се бориме. И јас често знам да се обратам на моите странки да им кажам бидете спокојни, значи не се нервирајте, вашиот проблем сега е мој проблем. Сега, тука имаме мал конфликт па со сопствената индивидуалност. Поради тоа што ги акцептираме и ги собираме сите тие негативни работи и сите тие приказни кои што имаат различна длабочина и тежина, ги носиме со себе. И тоа е една многу тешка улога на адвокатот да може да го избалансира тој дел, да
се оттргне и да се одвои како личност и како професионалец, но ве уверувам дека тоа остава трага и треба навистина народски кажано ќе се обратам хендлање на емоциите и на отпуштање на таа енергија, поради тоа што знаете како се случува во еден ден да има тема кривичен предмет, работни спорови, управен предмет, разноразни тековни состаноци, кои што е апсолутно премногу исцрпувачко, но и од друга страна за адвокатот, како предизвик, еве се нели предизвик, она како да се направи тој прелаз, нели? Сега сум зборувала управна материја, мене за 15 минути ми почнува нов состанок или друго судење, на пример, трчам од граѓански во кривичен, тука сум зборувала за не знам, за долг, идам во кривично, зборувам за притвор и тоа е навистина големо ментално оптеретување кај адвокатите. Зборавме за довербата, зборавме колку е важна таа доверба, но како се гради таа доверба? Се гради со тек на време и мислам дека довербата, како што напоменавме, е лична карактерна особина. Но сега замислете кога претежно во адвокатурата ни доаѓаат странки по препорака. Значи ние мора да оставиме некаков печаток индивидуално како личност, да бидеме препознатливи по некој наш специфичен модел. Јас често пати велам и останувам на тој мој став дека ние, да кажеме, сме сите исти во професијата и ги набројувам тука. И новинари, адвокати, суди, обвинители и било која друга фела. Например, сите ние имаме еднаков степен на образование, но како ние се двоиме еден од друг? Се двоиме по нашиот квалитет, се двоиме по нашето надградување со текот на нашата кариера. Се одвојуваме по нашата ДНК која што ние лично си ја создаваме. Да. Ние сите сме битија кои што се одвојуваме еден од друг и треба да си ја задржиме таа наша специфичност, да ни биде одлика на нашиот карактер. Да, треба да се поистоветуваме во наводници, кажувам, да ни биде пример некој позитивен, да се гордееме со успесите на другите и да ни биде тоа поттик како ние да дојдеме, но не да биде омраза, не да биде тој во секојдневието треба не да биде не знам покажување на прст како тој успел и на кој не, гледај си го својот пат, гледај ти да се усовршуваш и на лично и на професионално ниво и тука уверувам дека не може да има утка поради тоа што ние сите како да кажам, некој сака поагресивен карактер. Има колеги кои што поагресивно настапуваат, дури знаат како да кажам, сега не навреди јавни, меѓутоа правно кажано пецкање, нели провоцирање, има карактери на адвокати кои што се многу посмирени со една посталожена енергија. Клиентот сам си одбира каков нели адвокат сака, можеби и клиентите бираат адвокат кој што е како да кажам сроден на нив, нели? Тоа е сигурно. Тоа е општеството, едноставно ние си се поврзуваме онака како што си наоѓаме некои, не знам, карактерни особини или нешто кое што не поврзува, не можеме едноставно со сите да бидеме блиски или да сме на иста траекторија. Дефинитивно се согласувам. Сметам дека еве пример како си ги бираме другарите и нашето обкружение, така да сметам дека би си избрале некој кој што би не представувал за некои работи кои што утре ќе ни променат еднината. Сметам дека се гледаме помалку како рефлексија некоја во оној кој што го бираме да не представува. Апсолутно се согласувам. Дали вие како адвокат го поддржувате помирувањето? О, да, многу. Да ви кажам, еве, ако како што зборувавме за карактерните особини, значи законот за мирно решавање на споровите, ние го кажуваме ново донесениот, иако веќе една деценија е да донесен и има примена на истиот, меѓутоа не во некој значителен број како што на пример би сакала. Но како карактер сум
личност која што доколку видам нешто квалитетно и добро и дека има потенцијал како што е овој закон, јас не се откажувам. Колку и да има препреки, се трудам и се борам да дојде вистинскиот момент за негова експанзија и за вистинска примена. Апсолутно по мене е совршена идејата за тој закон, дека треба да имаме промени и нормално времето се менува, треба и законите да се менуваат и да се адаптираат на тие нови предизвици или она кое што сме го увидела во пракса и се надевам на вистина дека ќе имаме задолжителна постапка на помирување пред заведување на судска постапка од многу бројни причини. Времето ни е кратко, меѓутоа апсолутно го поддржувам и сметам дека треба непречено да се применува. И за крај, каков совет би им дале на студентите по право и младите правници кои размислуваат да изберат адвокатурата како своја професија? Да се слушаат себе си, да си го градат својот сон секој ден, да веруваат во таа љубов која што ја носат во себе, поради тоа што јас сум убедена дека некој кога ќе се запише на правен факултет не е тоа случајност, туку дека е навистина една желба и креирање на нели на она свој пат и професионалност. Не мора да значи во сферата на адвокатурата, значи правото ни е една многу широка плеада каде што може нашата индивидуалност да дојде на виделина. Е апсолутно една многу креативна професија, дали е адвокатура, дали е судство, обвинителство и така натака, да го даваат печатот на она кое што го носат, да не се откажуваат, но и секогаш да се трудат, да учат и да си го збогатуваат своето знаење, своите реторички вештини и да се охрабруваат. Сите оние стеги, да кажеме, на еден млад правник кој што му се појавуваат како за јавен говор настап, да ги вежбаат и да бидат едноставно самоуверени, но со доза, нели, не само бендисаност, туку самоувереност со знаење. Тоа им посакувам. Ви благодариме многу, ви благодариме за целиот подкаст, прекрасно беше и сметам дека зборавме за некои многу едукативни работи кои што доколку би ги гледал еден студент, сигурно сум дека многу голем број ќе ги гледат, дека ќе научат многу и дека ќе се насочат према она што го сакат. Ви благодариме што ја прифативте поканата и се надеваме дека ќе се видиме уште еднаш. Ви благодарам многу, на вистина особена чест и задоволство ми беше така го започнав, меѓутоа сега како го водевме разговорот, давам апсолутно од срце комплименти за вас и за таа љубов и жар кој што ја внесувате. Значи ова е еден преубав разговор, еден преубав формат кој што се надевам дека ќе бидете и вие поттик за вашите колеги и се надевам дека ќе имаме и многу други теми кои што ќе разговараме, зашто ми беше многу пријатно. Исто и на мене, ви благодарам многу, а ние се гледаме во наредна епизода. Чао!